Ирена Петреска и вели какво масло треба да се користи за готвење, печење, единствање, понекогаш и пржење, со оглед дека ладно цедено маслиново масло трпело температури до 180 степени, односно на повисоки температури ослободувало течни состојки. Ирена, точно е ова, мислам точно. Точно е дека маслата имаат граница до која што трпат високи температури. И маслата за готвење по два основи може да се расипат, а тоа на високи температури зборуваме, а тоа едната опција е да почнат да се менуваат мастите во самото масло при високи температури и да почне да се ослободува чад, и кога ќе се види видлив чад како излегува од садот на кој што ти готвиш, тоа е веќе аларм и не само што јадењето и храната е веќе оштетена и има кои алдехиди и соединенија кои што се канцерогени, туку и воздухот кој што го дишиш има сериозно загрозувачки за здравјето. Затоа гледај да не готвиш прво на превисоки температури и нормално да ги избираш маслата паметно. А што тоа значи? Ладно цеденото масло или екстра вирджин маслиновото масло, дилемата со него и луѓето сметаат дека можеби не е доволно добро за готвење, затоа што можеби ги буни тоа што не содржи големи количини на само заситени масти, али ако го погледнеш ти ладно цеденото маслиново масло, во својот состав има најголем дел мононезаситени масти кои што се доста стабилни, многу мал процент на полинезаситени кои што се во суштина најнестабилните и кои што на високи температури најмногу можат да се оштетат. Затоа јас не би рекол дека не е добро, затоа што од друга страна ако го гледаме па од момент на расипување во смисла на оксидирање на маслото на високи температури, ладно цеденото масло покажува најдобри перформанси, затоа што во ладно цеденото маслиново масло имаш витамин Е и имаш антиоксиданси кои што го штитат од таа пребрза оксидација на високи температури, така да доколку готвиш на температури кои што се под 200 степени Целзиусови, во тој случај слободно користи го ладно цедено маслиново масло и дури моја препорака ти е да е само тоа го користиш. Ако зборуваме за најдобро масло за готвење по сите основи, односно и издржува да не испушта чад на високи температури и издржува да не оксидира на високи температури, тогаш тоа е маслото од авокадо. Тоа е со најдобри перформанси, но искрено јас не знам, не ни сум пробал, ниту сум побарал да видам дали во маркетите се продава нешто такво кај нас, но во секој случај ми даде и ти задача и јас ти давам задача да пробаш дали ќе најдеш и да ми пишеш дали воопшто го има. Добро за готвење ти е и путерот ти е добар, но од страната на оксидирањето па путерот не е добар, кокосовото исто е така добро, така да ако еве ги ставиме у најдобри масла за готвење, број 1 ти е масло од авокадо, на број 2 би го ставил или путерот или кокосовото и на број 3 би го ставил ладно цеденото маслиново масло, али воопшто немој да се плашиш, дури Джейми Оливер има негови совети кои што вели да се можеби измешаат ладно цедено маслиново масло и да ставиш путер во јадењето кое што го готвиш за да добиеш најдобра стабилност. Така да тоа е околу ова прашање кое што имав јас да го одговорам.